Насловна страна на денешниот дневник. Висок процент на вакцинација на децата во Охридско-Струшкиот регион. Јавна презентација и расправа за планот за подобрување на квалитетот на воздухот во Охрид. Агенциите за недвижности апелираат побрзо да се донесат урбанистичко-планските документации за Стар град. Охрид ќе се збратимува со Варна. Трагичен крај на потрагата по 2-годишната Данка. Девојчето убиено у Апсени 2 лица. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид по свежото утро во текот на денот имавме претежно сончево време со локална облачност и максимална дневна температура од 19 степени Целзиусови. Во петок на Британските острови, западна и северозападна Европа, како и во северните предели на континентот, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. На југ од Скандинавија и во североисточна Европа се очекуваат врнежи од дожд и снег. Во останатите предели од Европа ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло, со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. На Балканскиот полуостров утре претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Дневните температури ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 20 до 25 степени. Во Македонија во петок ќе превладува сончево и многу топло време со дополнителен пораст на температурите. Ќе дува до умерен северен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 15 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 2 до 10 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 17 до 27 степени. Во Охрид во петок ќе превладува претежно сончево и топло време. Ќе дува до умерен слаб северозападен ветер. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 21 степен. Во Охрид во сабота и недела сончево и топло време. Минималната температура од 5, односно 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 22, односно до 24 степени. Во понеделник ќе продолжи сончевото и многу топло време. Минималната температура од 7 степени, додека пак дневната ќе достигне до 23 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект.
Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Висок процент на вакцинација во регионов. Во Струшко, дури 98,9% од децата се имунизирани за полио и дитепер, во Охрид 82%. Во тек е вонредна вакцинација за пропуштените дози. Лекарите апелираат родителите да ги вакцинираат децата. Во Струшко висок процент на вакцинација. Дури 98% од децата се вакцинирани со дитипер и полио. Висок процент на вакцинација има и во Охрид. Околу 82% од децата се имунизирани. Малку понизок процент од 80% има за првата ревакцина, која што децата ја примаат на возраст од 1,5 година. Причината е во тоа што во истиот период се прима и вакцината за морбили, за која во последниве години се крена непотребна фама дека таа вакцина влијае врз психофизичкиот развој кај децата. Лекарите велат науката докажала дека нема потреба од двоумење за редовните задолжителни вакцини кај децата. Тешките погубителни болести од минатото денес се искоренети токму поради имунизацијата, велат лекарите. Вакцинацијата, значи, кај нас оди доста уредно. Луѓето доаѓаат, ги прифаќаат добро вакцините и до сега апсолутно немаме никаков проблем. Што значи, во ова ситуација, кога е прогласена епидемија во главниот град, ние веќе имаме и кај нас по 2 случаи на пертусис. Меѓутоа, тоа се деца кои што се вакцинирани, кои што помина во многу блага форма. Од тие причини сакам да дадам еден апел до родителите да не експериментираат со децата, да ги носат редовно на имунизација, на вакцинација, од причини што вакцинациите се единствените тие кои што ги спречиле болестите кај децата, кои што порано носеле многу детски животи. Значи да не се вратиме во она ситуација пред многу години. Ризикот за заболување кај невакцинираните деца е голем. Често пати тие имаат и тешка клиничка слика. Лекарите велат во тек е вонредна вакцинација и ги повикуваат родителите да ги имунизираат своите деца со дозите од вакцини кои им се пропуштени. Има деца кои што не можат да примат и тоа ги викаме состојби кои што се во моментот, значи кои што имаат контраиндикација пролазна, но меѓутоа има деца кои што имаат и трајни контраиндикации, но меѓутоа за тие трајни контраиндикации не одлучуваме ние, постои посебна комисија која што ќе го види тоа дете, ќе ги види резултатите и по индикација ќе постави дека тоа дете е контраиндицирано да прима било која вакцина. Значи такви деца се многу ретки. Значи тие деца ние прво пред да го вакцинираме детето правиме комплетен преглед, аускултација, грло, крвна слика ќе направиме и сето тоа. Доколку и постои најмало сомнение за акутна респираторна инфекција, ние тие деца ги одложуваме на неколку дена да видиме како ќе се одвива болеста и доколку не пројави некоја висока температура и нешто, ќе си дојде и ќе си ја прими вакцината без никаков проблем. Со избегнување на вакцинацијата се појавуваат епидемии, се враќаат искорените болести од минатото и се влошува здравствената слика во земјата. Со цел утврдување на состојбите и дефинирање на мерки за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух на територијата на општина Охрид, изработен е план за подобрување на квалитетот на воздухот за периодот од 2023 до 2027 година. Во планот се презентирани постојната состојба со квалитетот на воздухот, идентификација на главните фактори и извори на загадување, како и влијанието на загадениот воздух врз човековото здравје.
Овој план утре ќе биде презентиран и ќе се одржи јавна расправа на која можат да учествуваат сите заинтересирани граѓани. Утре во големата сала на општина Охрид со почеток во 11 часот ќе се одржи јавна презентација и јавна расправа за планот за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух во општина Охрид 2023-2027 година. Планот за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух за општина Охрид е објавен на веб страната на општината ohrid.gov.mk почнувајќи од 15 март и ќе биде објавен до 14 април. Сите заинтересирани страни се поканети да учествуваат на јавната расправа и да го дадат своето мислење, забелешки и предлози за планот. Правните и физичките лица и јавноста може да го достават своето мислење во врска со планот за подобрување на квалитетот на воздухот во општина Охрид до општина Охрид до 18 април годинава. Новиот закон за старото градско јадро ќе ги намали инвестициите. Потребно е час поскоро донесување на новите детални урбанистички решенија во согласност со заштитата за раст и развој на градот, велат од агенциите за недвижности. Мораториумот за градба во старото градско јадро во Охрид ќе ги намали инвестициите. Нема градби на нови објекти, доградби и надградби, се до донесувањето на новите детални урбанистички планови усогласени со заштитата. Ова го предвидува новиот предлог закон за старото градско јадро во Охрид како културно наследство од особено значење. Од агенциите за недвижности се согласуваат дека е потребна поголема заштита, но бараат час поскоро да се донесат новите детални урбанистички планови, за да се овозможи раст и развој на градот. Акцентот е за да се постигне уште поголема заштита на старото градско јадро. Меѓутоа, кој е значењето на тој закон? Според тој закон, не ќе може воопшто да се гради, нити да се доградува, доградба да се прави, надградба и реконструкција на постоечките објекти, се додека не се донесат новите детални урбанистички планови. Значи, ако ние сакаме да продолжат инвестициите и во тој дел кој што е најатрактивен, нели? Значи, ќе мора час поскоро да се донесат деталните урбанистички планови. Значи, со носењето на новите детални урбанистички планови, тогаш ќе се постигне целта, од една страна ќе се заштити старото градско јадро, а од друга страна ќе се овозможи понатака раст и развој на градот, а се разбира да се задржи онаја негова автентичност и да се зачува и микроклимата. Од Министерството за култура велат новиот закон ќе придонесе за поголема заштита, ќе се спречат дејства, појави и влијанија со кои што се врши или може да настане оштетување, неповратно видоизменување, уништување или деградирање на споменичната целина. Со тоа ќе се поттикнат надлежните органи да извршат ажурирање на геодетските подлоги на 19 урбани комплекси и да донесат нови детални урбанистички планови во кои ќе бидат градени заштитно-конзерваторски основи со детално разработен режим на заштита, согласно овој закон и согласно планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион со акцијски план. Велат од Министерството за култура. Нелегалната градба на самиот брег на езерото и во заштитениот појас кој го нарушуваат автентичниот изглед на Охрид се едни од најголемите забелешки на УНЕСКО. Експертите сметаат дека дивоградбите може да се искоренат само со одржлива урбанизација. Министерството за внатрешни работи во сабота, 6 април, во периодот од 8 до 15 часот ќе организира фотографирање за лични документи без закажан термин во подрачните канцеларии за управни работи низ државата за граѓаните кои наполниле 18 години, а немаат никаков биометриски документ. Ги повикуваме граѓаните кои наполниле 18 години, а немаат никаков биометриски документ, ниту лична карта, ниту пасош, да дојдат во сабота во подрачните канцеларии за управни работи низ државата, за да бидат фотографирани и навремено да им биде изработен личниот документ, со цел да можат да ги остварат своето право на глас на престојните избори, се наведува во соопштението од МВР. Народниот правобранител отвори бесплатна телефонска линија на која граѓаните во предизборниот период и за време на гласањето за претседателските и парламентарните избори ќе можат да пријавуваат неправилности и било каква повреда на избирачкото место.
Во канцеларијата на Народниот правобранител од денеска, на денот на започнување на кампањата за избор на председател на државата, па се до 8 мај, кога ќе се одржи вториот круг од председателските избори и парламентарните избори, граѓаните ќе може да пријават каква било повреда на избирачкото право на бесплатната телефонска линија 0800 54 321. Сите неправилности граѓаните ќе може да ги пријават во текот на предизборниот период, како и на денот на гласањето 24.4. и 8.5.2024 година. Телефонската линија ќе функционира секој работен ден од 8 до 16 часот и по пријавите на граѓаните ќе се постапува веднаш по примениот повик или на снимената телефонска порака. Народниот правобранител со цел заштита на избирачкото право на граѓаните ќе презема итни мерки за ефективно постапување од страна на надлежните органи вклучени во изборниот процес и од другите институции кои се должни да им обезбедат заштита и остварување на загарантираните права на граѓаните. Охрид ќе се збратимува со најголемиот црноморски град во Бугарија и трет по големина во земјата Варна. Оваа информација ја откри градоначалникот на бугарскиот приморски град. Општина Варна доби барање од Охрид за збратимување, соопштил градоначалникот Благомир Коцев на регионалната конференција Европа на Балканот, заедничка иднина, што се одржува токму во Варна. Коцев изјавил дека тоа представува исклучителна можност за зближување не само на двата града, туку и на двете држави. Градоначалникот на Варна, како што објави БТА, уште посочил дека потенцијалната соработка како онаа со Охрид, која изразил уверување дека ќе се случи, би дала можност да покажат како европските фондови можат да придонесат за развојот на Балканскиот регион. Следуваат вестите од светот. Тага, шок и неверување го потресе целиот регион. Малата Данка од Бор, по која се трагаше 10 дена, е убиена. Трагичната вест на вонредна седница ја соопшти председателот Александар Вучич. Двете лица уапсени поради убиството го признале делото и на нив им е одреден притвор од 48 часа. Министерството за внатрешни работи на Србија објави дека се уапсени две лица на возраст од 50 години, вработени во јавното комунално предпријатие Водовод Бор, кои го признале делото. Српските медиуми наведуваат дека девојчето било прегазено со службениот автомобил, кој едниот од осумничените наводно го управувал во алкохолизирана состојба. Во паника нејзиното тело го ставиле во багажникот од автомобилот, а потоа го фрлиле на дива депонија во околината на Бор, каде денеска ја одвели и полицијата. Според Нова.рс, полицијата го блокирала влезот во депонијата, каде е пронајдено телото на исчезнатото девојче. НАТО денеска слави 75 години постоење. Алијансата започна со 12 членки од Северна Америка и Европа, за да 75 години подоцна има 32 земји членки. Додека се соочуваме со се поопасниот свет, врската меѓу Европа и Северна Америка никогаш не била поважна, изјавил генералниот секретар Јенс Столтенберг. Ќе продолжиме да го зајакнуваме нашиот сојуз и ќе продолжиме да работиме со нашите партнери ширум светот за мир и безбедност, додал Столтенберг. Овој дводневен состанок доаѓа речиси точно 3 месеци пред клучниот самит на НАТО во Вашингтон во јули, на кој што треба да се разгледа и кој ќе го замени генералниот секретар Јенс Столтенберг, кој по една деценија на чело на Алијансата треба да се пензионира оваа година. Роденденот на Алијансата се одбележува со различни церемонии во седиштето на НАТО во Брисел, вклучително и облекување на култната градска статуа на момчето во костим на НАТО. Аргентинскиот председател Милеј ќе решава кризата со намалување на администрацијата. Како мерка за намалување на јавната потрошувачка било донесена одлука за укинување на 15.000 работни места во државните институции. Портпаролот на председателот на пресконференција рекол дека разрешените службеници може би немале посебно дефинирани работни задачи. Отпуштените службеници денес повторно упаднале на нивните работни места сотапани, барајќи да се укине оваа одлука, тврдејќи дека отказот е неправеден и барале да се вратат на работа. Представници на Сдруженијето на државни службеници, кој е и најголемиот синдикат во земјава, порачале дека борбата допрва почнува. Првиот човек на светот на кого успешно му беше трансплантиран бубрек од генетски модифицирана свиња 2 недели после операцијата е пуштен од општата болница во Масачусетс, пишува CNN. Докторот кој е извршил операцијата на пресконференција соопштил дека организмот на 62 годишниот пациент веднаш го прифатил бубрегот кој бил со иста величина како и човечкиот бубрек. Од болницата додале дека на пациентот повеќе не му била потребна дијализа.
Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.